80 години Здружение на новинарите на Македонија. Од печат до дигитална вистина. Зборот како отпор. 80 години. Истата мисија. Да се зборува кога гласот трепери. Да се пишува кога раката знае дека секој збор има цена. Да се прашува кога одговорите не се добредојдени. Здруженијето на новинарите на Македонија е основано во 1946 година. Најстарата активна граѓанска организација во земјата, 8 децении, глас на јавноста, чувар на професијата, браник на слободата. Тоа е сведоштво за истрајност, за луѓе кои со зборот го бранеле јавниот интерес, и тогаш кога тоа значело ризик, изолација или жртва. Осум децении новинарите се таму каде што историјата се случува. Пред камерите, зад микрофоните, со бележник в рака и одговорност на сопствените плеќи. Од хартија до пиксел, од шепот до јавен повик, од минатото кон иднината. Ова е приказна за професија што не молчи. Гласот на обновата 1946-1960. По војната, земјата е тивка, ранета, во обнова. Во тие години, новинарството не е избор, туку потреба. Весникот станува доказ дека животот продолжува. Радиото – утеха и ориентација. Во 1946 година се формира Здруженијето на новинарите на Македонија, како засолниште за професијата. Како заедница што верува дека вистината мора да има дом. Мито Хаџивасилев Јасмин и неговите современици не градат само институција. Тој представува визионер кој ја разбира моќта на зборот и потребата тој да биде слободен, одговорен и професионален. ЗНМ се раѓа како простор на солидарност, принципи и заедништво. Тие градат вредности, етика, почит кон јавноста. Со машини што чкрипат, со мастило што бледе, со ноќи без сон. Тие ја создаваат првата новинарска генерација во Македонија. Тоа се луѓе кои не бараат признание. Тие бараат смисла. Ова е време кога професијата се раѓа со тишина, трпение и надеж. ЗНМ е формирано пред 80 години и тогаш државата се уште била и во орнатини, државата била со голем број неписмени, со голем број необразовано население. Државата требало да се гради одново
Меѓу другото што треба да се изгради бил и делот на така наречената четврта власт, медиумите. И мислам дека мисијата на ЗНМ била да помогне во изградбата на новата држава. Новинарите се соочуваа со фактот дека треба да ја побараат и втората вистина, бидејќи во еден монопартиски систем, главно вистината беше дистрибуирана во еден центар на моќ, така што не беше лесно, се разбира. Секој вистински новинар трагаше по втората страна од вистината и многу наши колеги го ставаа својот живот во опасност, сакајќи да ја доловат вистината на публиката, што е и основа на нашата мисија како новинари и како професија. Совест на општеството. 1960-1980. Со доаѓањето на телевизијата, гласот добива лице. Публиката гледа, слуша, препознава. Новинарите стануваат дел од секојдневието на граѓаните. Во дневните соби, во заедничките разговори, во јавната свест. ЗНМ ги поврзува, ги едуцира, ги охрабрува. Се создава чувство на припадност на професијата, што не служи на моќта, туку на јавноста. Ова е период кога новинарството почнува да поставува прашања што одекнуваат. Да отвора теми што бараат храброст, да создава простор за мислење. Совеста на општеството полека добива свој глас. Атаците врз новинарството кои се брутални во последно време го предизвикуваат Сдруженијето да имаат улогата на корифеи на заштита на интегритетот, професионалноста и правдолюбието. Појавата и обстојувањето на млад борец, на екипата околу млад борец и важниот фактор на креаторот на тие сваќања, тоа е почитуванат и починат Никола Младенов. Има се разбира и други личности кои се важни, но тоа е едниот сегмент кој предизвика промени. Промени, распад, нови надежи. 1980-1995. Доаѓаат години кога сигурноста исчезнува, кога држави се распаѓаат, кога иднината е неизвестна. Новинарите не заминуваат. Тие остануваат на плоштадите, на референдумите, пред гласачките кутии. Со независноста на Македонија се отвора ново поглавје и за медиумите. Гласовите се множат. Мислењата се разликуваат. ЗНМ станува чувар на плурализмот. Гарант дека различноста не е слабост, туку вредност. Ова се години кога новинарите работат без гаранции, но со силно чувство на мисија. Да се биде таму, да се сведочи, да се остане професионален и кога е најтешко. Транзицијата и независноста, новинарите од внатрешноста, според мене ја доживеа и како ризик, но и како можност. Зошто? Бидејќи во овој период некаде нели со преминот од 90-те години од едно во друго општествено уредување, почнаа да згаснуваат медиумите како на државно, така и на локално ниво. Згаснаа голем број печатени медиуми
кои дотогаш беа доминантни, како што беше случајот со Нова Македонија и низините издања, но згасна и многу локални радиостаници. Во тој период се создаде ситуација на отворање, би рекол на неконтролирано отворање на приватни радија и телевизии, кој на некој начин стана можност за новинарите, кои дотогаш работеле во друг систем или во други медиуми во наводници, и токму тоа беше можноста тие да продолжат онаму каде што застанале. Како Сдружение новинари, како членство бевме многу на број, се собиравме и по 50 колеги на некој настан, кога имавме организирани собири, за денеска да дојдеме во ситуација да можеме членството во овој регион, во Струмица, па и регионот кој го покрива регионалниот центар Струмица, да сведеме да се изброиме колегите новинари на прстите од двете раце. ЗНМ без ССНМ не би биле онаа симбиоза која не води напред, која е во секоја ситуација и која секојаш стои зад медиумскиот работник и зад професијата. Појавувањето на ССНМ е неминовно во изминатите пред 15 години, така што одбележуваме два значајни јубилеа, 80 години ЗНМ и 15 години ССНМ, што укажува дека ЗНМ имал потреба ССНМ да постои, односно да имаме синдикат каде што ќе се грижиме за вториот столб, а тоа е безбедноста на нашите работни места. Не зборуваме о минато свршено време. Ние идентитетот на нашата професија го браниме секојдневно, го браниме преку нашата работа, а ги потенцираме сите аспекти преку Сдруженијето на новинари на Македонија. Неминовно е ЗНМ да постои, неминовно е ЗНМ да биде силно и проактивно. Можеме да зборуваме по декади, можеме да зборуваме целокупно за сиве овие 80 години, но како никогаш последните 10 до 15 години со трансформацијата на ЗНМ не било посилно и треба да продолжи да биде уште повеќе. Затоа што ние сите сме ЗНМ. Сите оние медиумски работници кои партиципираме во оваа професија сме дел од Сдруженијето на новинари на Македонија. Сакале ли ние или не, дали партиципираме со членство или не. Не постои субститут, не постои антагонизам, не постои нешто спротивно од ЗНМ. Така што идентификувањето на професијата секогаш оди преку Сдруженијето на новинари на Македонија и неминовно е ЗНМ да биде силно за да биде секогаш тука за нас. Транзиција, притисоци и професионализам. 1995-2010. Транзицијата не е само политичка. Таа е и лична. Новинарите се соочуваат со закани, тужби, притисоци, со дилеми, со замор, но не се откажуваат. ЗНМ застанува како потпора, како глас што реагира кога другите молчат, како потсетник дека етиката не е луксус, туку основа. Се раѓа истражувачкото новинарство. Се отвораат теми што бараат храброст и трпение. Секоја приказна е борба за довербата на јавноста. Ова е време кога професионализмот станува отпор. Основна порака секојаш била, тоа е реченица на еден покоен мој колега од Белград, Љубомир Рајвајн се вика, не му го знаат многу луѓе името, беше дипломатски уредник на Тањук. Кога беше Тањук, она сериозна агенција, значи уредник на надворешната политика на Тањук. Јас као студент му правев, беше гостувачки професор во Скопје, му правев студентска вежба интервју и насловот на тоа интервју беше нека се биде новинар, па нека боли. Тоа е све, тоа ќе боли, ама е задоволството големо кој ќе видите дека барем половина милиметар сте мрднале нешто за тој јавен интерес, за добробит на сите, дека некому сте помогнале да не чека градски сообраќај без врска, дека некому сте рекле дека има поевтини пиперки на тој пазар, а не на овој, и дека сте му лесниле некому животот, е многу голема сатисфакција, огромна. Во 2001 година бев известувач од Охридските преговори, тоа е периодот на конфликтот во земјата.
работев во А1 телевизија, бев релативно млад репортер, 25 години, но начинот на кој што сега се прават лайв стримовите и преносите, тогаш беше сосема различно. Мораше да се гаѓаат точките каде што имаше А1 во тој период, предаватели и повратни врски за сликата и тонот од Охрид да стигнат до Скопје. Така што, да речеме, има згоди и незгоди во таа смисла од тој период. Ги памтам изборите од 2002 година. Исто бев водител на изборна програма на еден телевизија. Едвај 3 линка имаше, еден од Државна изборна комисија, еден од СДСМ и еден од ВМРО, кој што цело време шуштеше, затоа што мислам дека и времето не беше идеално, а и штабот на ВМРО беше некаде во Бутел во едни бараки и сигналот тешко стигнуваше до таму до кај што треба. Така што со 3 линка, А1 истера вечерна програма, од денешен аспект сето тоа изгледа многу скромно, многу дури и смешно да речам, но едноставно техниката и технологијата во тој период беа такви и го дозволуваа само тоа. ЗНМ има своја вредност, има свое значење, секогаш може и подобро и повеќе се разбира, но се обидува Сдруженијето да биде активно на планот на сето тоа што е важно и поврзано со прво регулативата, а потоа и стандардите и условите во кои што работат македонските новинари. Мислам дека заслужува признание во таа смисла. Shkëm e ashtu siç ka punuar deri më tani, do duhet të vazhdoj që të mbroj gazetarët, të mbroj në aspektin e sigurisë së tyre, të ndihmoj gazetarin profesionale dhe etike, të përforcoj kapacitetet e redaksive të cilat punojnë me gazetari hulumtuese, të mbroj gazetarët nga presionet e jashtme politike dhe ekonomike, të cilat I vendosin në situata që ata të mos mund të japin të vërtetën dhe të shuhet zëri I tyre. За мене ЗНМ представува институција која што не заштитува нас, медиумските работници. Ни дава простор и место каде можеме да се собираме, наоѓаме да дискутираме за различни потреби кои што ги имаме во нашата професија. Исто така ни нуди правна помош која што ни е бесплатна и ни се наоѓа во професијата воопшто. Отпор и дигитална револуција 2010-2025. Денес веста патува побрзо од кога било, но вистината се уште бара време, проверка и одговорност. Новинарите се изложени, јавно, постојано. Напади, омраза, притисоци, во живо, онлайн, без пауза. ЗНМ е таму. Да заштити, да реагира, да потсети дека новинарот не е сам. Новите генерации носат нов јазик, нови алатки, но ја носат и истата тежина, да бидат точни, чесни и храбри. Ова е време на дигитален отпор и човечка солидарност. Младите новинари имаат еден притисок кој ние го немавме кога почнувавме, а тоа е да се борат со притисокот на времето, односно со итноста да ја објават информацијата и потребата да ја проверат. И тука многу често победува потребата да се објави прв, наспроти новинарското правило да се провери 2 пати. Мотиви një gazetari bazohet në fuqinë që tregon dhe që e shfaq një redaksi televizive ose redaksi më herët që ka qenë e mediave të shtypura ose mediave të zëshme apo radios. Sot e kësaj dite mbetet fakti I njëjtë, për faktin që të gjithë gazetarët e ri potencial shohin mbi gjitha fuqinë e redaksisë, shohin potencialin e redaksis
shohin ekipin brenda për të motivuar dhe për të punuar. Atë që nuk e kanë bë mediumet për gazetarët e ri, atë e ka bë SHGM-ja gjithmonë. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka qenë sateliti kryesor që i ka orientu gazetarët e ri, qoftë përmes projekteve, qoftë përmes mbrojtjes, qoftë përmes shtytjes që i ka dhënë me ide dhe me vizion, me trajnime dhe me gjithçka tjetër. Ekipi i SHGM-s viteve të fundit ka qenë ekipi më i mirë organizativ që e kemi pa dhe që ka bërë më shumti për gazetarët e ri. Па мислам дека истражувачкото новинарство опстана бидејќи постојат луѓе кои што веруваат дека јавниот интерес мора да биде над личниот комфор. Низ годините беше тешко и се уште е тешко, бидејќи секогаш работиме со ограничени ресурси, со минимална заштита од фелата, но со голема верба во она што го работиме. Низ годините и сега новинарството обстојува, имаме нови истражувања, имаме реакции од институциите и имаме поддршка од јавноста, што е најбитна за да обстои нашата мисија. Ја припаѓам на тоа здружение, бидејќи си ја вршам мојата, тоа е еснавско здружение, здружение на новинари. Таму може да припаѓаат само новинари кои што го почитуваат уставот на ЗНМ, а тоа е етичкиот кодекс на ЗНМ, и таму може да припаѓаат само новинари кои што за кои што нивната професија е мисија. Значи, за мене новинарството не е само работа, туку тоа е начин на кој што ја живеам. Тоа е мојата мисија во животот. И единствено можам да припаѓам на здруженијето ако го почитувам кодексот на новинари. Ако не, таму мене не ми е местото. Здруженијето значително ги засили своите капацитети, своите ресурси и денеска е респектабилна организација и во значаен дел им помага на новинарите. Јас, моето лично искуство е, например, кога бев изложен на слеп тужби од лидер на една политичка партија, Здруженијето со сите своји капацитети ми излезе во пресред и ми помогна институционално да ја завршиме таа битка како што ја завршивме. Се разбира, секогаш има простор за напредок, но генерално мислам дека новинарите имаат едно сидро, имаат едно место каде што може да се потпрат кога има најтешко. 80 години, 80 гласови. Ова не е крај, ова е продолжување. 80 години труд, 80 години одговорност, 80 години професионална чест. Well, I'm going to tell you a little story. When I visited Skopje for the first time, it was 13 years ago. I remember that we organized a press conference to explain that the situation of media freedom in the country was the worst in the Balkans. That's not the case anymore. Macedonia is not the best, but it's not the worst anymore. And I really believe that the action of AGM was decisive on that evolution. So yes, AGM contributed to, I would say, a much better media environment, and this is due to the professional behavior of the organization in the country. Well, for the European Federation of Journalists, I would say that cooperation with AGM is very smooth, we feel having the same values and the same attitude towards those in power, towards civil society, the same commitment. So I would say that it's like working with brothers and sisters. For us, it's a very fruitful cooperation. ЗНМ од секогаш сме го доживувале и јас сум го доживувал кога сум бил млад новинар како организација која што успевала да ја поттикне, да ја бодри, да ја поддржи оној оган што горел во новинарството. Тоа било од секогаш така и во тоа време, се надевам дека и сега и дека тоа и ќе остане. Затоа кога ќе речеме дали ЗНМ успевал да влија и да ја охрабрува слободата на новинарите и на медиумите во земјава, секако одговорот е потврден, колку што ЗНМ успева тоа да го направи силно, одважно, храбро, толку и новинарите се чувствуваат и побезбедни и посолидарни во однос на она што се нарекува слобода на мислата и на говорот. Ако не можете да го менувате општеството, ако не сметате дека можете да го менувате со оваа работа,
тогаш не сме за оваа работа. Но ако макар и малку мислиме дека со нашето новинарско действување ќе придонесеме да направиме подобар свет, тогаш сме на вистинското место. Сдруженијето на новинарите на Македонија не е само историја. Тоа е ветување. Дека ќе се зборува, дека ќе се прашува, дека вистината секогаш ќе има глас. ЗНМ 80 години зборуваме за вистината. 1946-2026.